Здраво! Добреде на новата епизода на мојот подкаст. Јас сум Милена Джебар, психолог и психотерапевт и ова е епизода број 100. Кога го кажувам бројот 100 и кога веќе некако има 3 цифри на епизодите, прво чувствувам една огромна возбуденост, среќа, задоволство, благодарност, ми доаѓаат секакви емоции во моментот, затоа што станувам свесна дека 100 пати сум седнала да снимам за вас, само за вас, буквално без ништо да добијам назад, без некаква структура, без некоја, ајде да кажам, цел во позадина која што ми било потребно за некого, нели, да ја направам или да ја донесам, ниту овој подкаст ниту е спонзориран, ниту го спонзорирам јас некаде да го рекламирам и слично, туку буквално се што е овде, се што слушате тука е органски. Секој нов што дошол преку препорака, најмногу преку Инстаграм профилот. И 100 епизоди за мене се 100 пати сум седнала да бидам доследна на мојата визија, на мојата мисија, на тоа дека менталното здравје не е само психотерапија, менталното здравје не е само вложување на стотици евра или денари, без разлика, финансии кои што треба да се вложат некаде, ниту пак минути, туку буквално може во секоја форма менталното здравје да го одржуваме и да бидеме внимателни, исто како и физичкото здравје, и дека секој заслужува да расте и дека секој може да има поддршка и треба да има таа поддршка и не треба да плаќа за финансиски за таа поддршка, туку може буквално да си ја даде на овој начин, бесплатно, да вложи само време, фокус, труд, внимание. И ова е посебен момент за мене и почнувам можеби вака и доста емотивно за мене, затоа што овој број не е само број за мене, туку е едно големо патување, затоа што кога ја снимав првата епизода, си седав во мојата стара канцеларија со микрофон што си го купив, со многу голема среќа и радост, кој што не знаев да го користам, кој што ден денес не знам добро да го користам, и дури некако имаше еден период кога сакав да се учам, кога добивав фидбек, внимавај на звукот, се слуша, кога мавташ раце, кога ќе тропнеш. Имав доста искрен фидбек дека сакате да биде со видео, дека друга е енергијата кога ќе се гледа ликот и слично. Меѓутоа, она што мене сега ми стои е тоа дека јас останав доследна на себе си, дека многу дел од епизодите се со телефон снимани, дел од епизодите се со најобични слушалки снимани, буквално ние што се ставаат во Bluetooth слушалки, затоа што сум ги снимала некаде во дневна додека средувам. Дел од епизодите се додека шетам, и оно што ми е многу важно е само да споделам дека почетокот и првата епизода на овој подкаст беа токму стравот од туѓото мислење, затоа што иако подолг период сакав да го направам, ова една голема пречка ми беше тоа што ќе кажат другите, дали да го почнам, какви се фидбек ќе добијам, какви се коментари ќе добијам, дали навистина ќе успеам да допрам до другите, дали ова кое што јас го имам како цел ќе биде тоа што е потребно. И бев исплашена. Немав секогаш идеја, на почетокот ги пишував првите епизоди, епизодите, потоа не, сега воопшто немам, сега дури немам ни структура, многу често воопшто не запишувам, баш она некако пуштам, зборувам, и затоа траат сите различно, и затоа можеби во некои епизоди се губат мислите, но некако оно што ми беше важно е да го правам ова од задоволство, да го правам од некоја интуиција, некој внатрешен повик, а не да го правам со некаква структура и цел. И многу сум среќна, затоа што не ги послушав стресот, празнината, стравовите, мислите, па дури не ги послушав ни многу дел од коментарите кои што беа позитивни. Да, јас сум свесна дека ако овој подкаст бил со видео, ќе беше многу попопуларен, ќе беше многу повеќе стигна до оние на кои што им е потребно, ама некако силно верувам дека на тој што му е потребно ќе стигне до него, и затоа секогаш ви кажувам, споделувајте ги епизодите, споделувајте ги се тие што ги сакате, меѓутоа доколку некој не е отворен да работи на себе, дури и да му ја пратите нема да ја слушне. И тоа е моето искуство. Јас многу често
било кој ментор или некој кој што сум го слушала најчесто на YouTube или на Spotify, многу често знале луѓе да ми пратат некоја епизода, јас да не ја преслушам затоа што имам некаков отпор и дури после многу години да ја слушнам. И тоа беше некако и мојата цел, дека во било каков отпор да се наоѓа некоја епизода, некогаш ќе дојде и ќе му биде подарок и ќе ја слушне и ќе може да допре до него баш во тој период кога му е потребен, затоа што понекогаш не знам, му требаат теми за мајчинство, понекогаш му требаат теми за граници, понекогаш за човечност, понекогаш за перфекционизам и така натаму. И затоа тука сакам искрено ве споделам колку бев исплашена, но денес ќе зборувам многу повеќе за таа доследност. Бидејќи сметам дека многумина мислат дека, односно не се точно свесни и сигурни што е таа доследност. И затоа сакам да ви споделам дека имав многу мисли, што ако никој не слуша, што ако се откажам под 5 епизоди, имав еден долг период кога не снимав нови епизоди, кога немаше многу нови луѓе кои што слушаат, многу долг период, мислев дека и слушаат многу мал број на луѓе, се додека не застанав и не ги замислив тие луѓе. Имам многу епизоди, да речеме на Spotify доста повеќе ме слушаат, а меѓутоа на YouTube малку луѓе слушаат. И застанав и си реков, дали навистина се 100 слушања малку? Како изгледат тие 100 луѓе? Замисли тие 100 луѓе седат во една соба, во една арена и те слушаат, тие 1000 луѓе кои што седат, замисли ги тие пред тебе, Елена. И тоа е еден дел кој што секогаш ми ја одржувал мотивацијата и сум викала еден човек да смени нешто, да слушне нешто, да му е подобро е доволно. И нормално, секогаш кога добивам некаков фидбек од вас, тоа за мене е многу значајно и многу често го добивам тој фидбек, особено во последно време и мене многу ме значи, бидејќи и тоа се некои работи кои што се многу убави. Јас стално кажам, во последно време имам фолдер каде што ги чувам вашите пораки, каде што кога ќе ми падне таа мотивација, што е нормално да падне, тие пораки ми помагаат да бидам доследна. И еве не сега, 100 епизоди подоцна, крајот на декември 2025 година, уште малку ја почнуваме 2026 година, со илјадници слушатели, со стотици пораки и секој од нив ми го грее срцето и јас славам. Славам заедно со вас, затоа што најчесто во петок објавував, меѓутоа и сега и ако продолжуваме во петок, има некои епизоди кои што ги пуштам во од, кои што ги пуштам порано, кои што ги пуштам во некои други денови. Не седев секогаш во петоци да снимам. Снимам некогаш порано, некогаш снимам 4-5 епизоди претходно. Некогаш снимам и во моментот, меѓутоа сум снимала и кога сум била болна, и кога сум имала огромни кризи, и кога светот ми бил хаотичен, и со 3 деца, и со бебе во раце, и буквално некако во еден огромен хаос и брзање. Но сакам исто така да ја прославам и вашата доследност, затоа што и вие сте тие што се враќате тука секоја недела, што применувате совети, што споделувате со пријатели, и затоа ви благодарам од дното на душата, затоа што без вас немаше да има 100 епизоди. Сигурна сум дека ако овој подкаст воопшто не бил слушан некаде на патот, најверојатно и би се откажала, иако оваа епизода е токму она каде што не би сакала да се откажете, затоа што иако вие сте тука причината што продолжуваме, сакам да малку ви споделам околу доследноста. Што е доследност, всушност? Овој подкаст постои затоа што сум била доследна. Иако не сум била редовна, јас сум била доследна. Доследноста не е да си перфектен, совршен секој ден. Не е да правиш големи работи, туку да се појавиш дури кога не можеш. Тоа е да правиш мал чекор. Буквално мали чекори. Секој ден, секоја недела, секој месец, без разлика, без да чекаш идеални услови. И ова ми е многу важно да го споделам без да чекаш идеални услови, затоа што ако јас чекав да овој подкаст биде на некое светско ниво, па да биде спонзориран, па да биде со камера, па да имам камермани кои што ќе ме снимаат, па да биде тоа едитирано видео, па да има не знам какви гости слично. Моите гости тука буквално ги се среќаваме на Zoom, вклучувам, јас не знам добро да едитирам, кажувам, не се секира ако негде сгрешиме, можеби ќе го пресечам тој дел, меѓутоа горе доле јас овие епизоди скоро никогаш не ги едитирам и затоа звучат така како што звучат, меѓутоа еден дел од мојата мисија е да им помагаме другите да растат, меѓутоа не со перфекционизам. А тоа значи дека ако те боде и ти смета и те нервира звукот, можеби е време да погледнеш малку внатре во твојот перфекционизам и да малку помалку ја некако се, можеби помалку ја гледаш формата, а повеќе она што е важно содржински, затоа што на крајот на денот и тоа е важно во животот. И тоа е нешто кое што може многу да помогне во доследноста, затоа што перфекционизмот е токму нешто кое што е
една голема пречка да останеме доследни во работите, бидејќи никогаш нема да е доволно добра. Доследноста може да биде и здрав оброк, кога цел ден си бил во хаос, може да биде 5 минути време за себе, може да биде да кажеш не на граници што си ги поставил, дури и кога некој друг те притиска. Значи, доследноста е навика на некој начин да си веруваш на себе си, дека ќе го направиш оно што си го ветил, и тоа не е нешто гламурозно и така натаму, него беше тивко, не беше некој тивок момент, момент што не се забележува. Еве сега кога гледам 100 пати си седнала, значи си направила еден подкаст за ментално здравје, прво Македонија стручно лице, можеби единствен во моментов се уште кој што функционира и кој што има редовни епизоди, кој што има слушаност од стручно лице. Значи мојот подкаст не е забавен, не е хумористичен, не е, туку е бажано буквално сакаш да работиш на себе, влези, еве ти бесплатно содржина 100 епизоди каде што можеш да правиш секакви лични трансформации. Но зошто е важна доследноста? Затоа што можеби и најважната супермоќ и се надевам дека ќе можеш некако и да си ја примениш понатаму. Со оглед на тоа што живееме во свет на инстант резултати, сите сакаат брзи диети, сите сакаат апликации, вирални, беше онака хит објави, најбрзо решение до ова и ова да стигнеш и така натаму. Вистинските промени никогаш не доаѓаат од инстант. Значи, промени туку секогаш доаѓаат од доследност. И сите работи кои што биле брзи многу често паѓаат, и јас стално тоа го кажувам. Ти може да израснеш во најбав цвет наеднаш, меѓутоа ако немаш корен, првата бура ќе те сруши, и тоа мислам дека имате таа епизода и неколку пати ја го спомнувам, а тоа е приказната за бамбусот, која што е многу важна, и мене секогаш ми стои колку е важно всушност да одиме полека, затоа што повеќето студии, ако јас сум досадна можеби со студиите, меѓутоа затоа сум психолог, психологијата е наука, нели, за психата и за сите оно што го правиме како луѓе. Реалноста е дека да се формира навика многу често се кажува не треба 21 ден, меѓутоа тоа е мит. За да се формира одредена навика потребен е во просек 66 дена, или јас би рекла искрено потребно е 12 недели. Тоа се 3 месеци, затоа што многу е малку 20 дена, 21 дена е некаков мит, не знам ни тоа од каде е измислено. 66 дена е некаков просек каде што веќе може нешто да се каже дека 3 пати, нели, тие 3 циклуси поминале, меѓутоа околу 3 месеци се потребни да може нешто навистина да влезе, да биде дел од нас. И оние кои што биле доследни 80-90% од времето, најчесто има 4 пати поголем успех во одржувањето на навиките од оние што чекале само мотивација. Во книгата Atomic Habits, многу често, атомски навики, многу често некако е многу популарна и убава книга, и на секој ја препорачувам. Таа е една од првите, можеби подобрите така книги за личен развој, кои што не се напишани од стручно лице длабоко, кои знае какви работи внатре да се прочитаат, меѓутоа се добри во однос на навиките. Дека нешто што мене ми има останато од таа книга е оној момент на 1% секој ден да се подобруваш води до 37 пати подобри резултати за една година. Односно 1% ако си полош секој ден, нели, остануваш назад во потенцијалот. Не е поентата да одиш да бидеш 100% подобар и да даваш се од себе, туку буквално само 1% повеќе секој ден да даваш. И тоа е нешто кое што ми е многу важно, затоа што луѓето со висока доследност имаат и помал ризик од бурнаут и многу повисока самодоверба и многу подобри односи со другите, затоа што доследноста, реалноста е дека доследноста гради доверба во себе. Меѓутоа и кога имаш таа доверба во себе, и другите имаат доверба во тебе, и затоа секој мал чекор е доказ дека можеш да се потпреш на себе, а и другите гледаат дека може да се потпрат на тебе. Оние има, да речеме, повеќе апликации, сега има повеќе истражувања кои што истражуваат различни апликации. Еве, например, Duolingo можам да ја земам, можеби ви излегла некогаш во спонзорот, мене ми излага на YouTube видео кога слушам. Оние корисници кои што биле доследни 5 до 7 дена во неделата, постигнале 3 пати повеќе од оние кои што само биле мотивирани на почетокот. И ова го гледам и на моите програми, ова го гледам многу често со луѓето со кои што работам, луѓето околу мене, дека ако имаат само на почеток некоја, и ова многу често го гледам и луѓе кои што почнуваат било какви нови проекти, па дури и подкасти, колку нови подкасти сте виделе дека почнале, се отвориле, стигнале 5, 10 епизоди, 15, 20 епизоди и толку. И
Имам еден колега кој што вика ако нешто видам дека нема 20 пати минимум направено, вика јас знам дека тоа нема понатаму да продолжи, односно гледам да има барем 20 пати, 20 епизоди, во случајот може да биде минимум за јас да знам дека тоа нешто може да продолжи. И тоа е факт. Ние можеме да започнеме секакви проекти, се да правиме, но доколку не сме доследни, доколку не води нека визија, доколку вклучиме перфекционизам, доколку седнеме премногу во структура и некако не го правиме тоа од душа и од срце и баш имаме своје зошто и не е во склад со нашата вредност, најверојатно само на почетокот ќе имаме некаков поголем замав и потоа ништо не се случува, а доследноста го намалува и стресот. Зошто? Затоа што, вака, талентот мора да го имаш. Талентот и мотивацијата се почеток. Мора да имаш и мотивација за почеток. Меѓутоа, доследноста е процесот и крајот. Тука е важно затоа што тоа е оно што се претвара во сакам, во сум направил. И, например, реалноста е дека во моментот сакам да останам доследна е единственото нешто што не држи стабилни. Да, се повикувам на мотивацијата, но не гледам на доследноста како нешто кое што треба да биде редовно, затоа го кажам. Овој подкаст не излегуваше редовно секој петок, меѓутоа е доследен. Значи, не ја заборавам мојата мисија, не заборавам зошто ова сум го почнала, ако сум се капнала на кошулата, не ја фрлам веднаш кошулата или не си го расипувам денот и така натаму или не го истирам цело кафе врз кошулата, туку окей, сум се капнала, во ред, продолжувам, правам пауза и одам напред. Одржувањето на доследноста не е лесно, ама е возможно. И она кое што, да речеме, мене најмногу ме поддржало е да си го она што јас го правев, можеби сега некако повеќе во оваа епизода ќе зборуваме низ лично искуство. Тоа е прво имав голема мисија, односно голема визија. Мисијата ми беше да можам на што повеќе луѓе да им помогнам бесплатно да стигнат до оно кое што некогаш мене ми било потребно, односно да не мора да вложат финанси, а да можат да си помогнат себе си, да не мора да вложат кој знае колку време, а да знаат дека од едно место може навистина да најдат многу поддршка, стручна поддршка, не само мотивацијска, бидејќи мотивацијска може многу да се најде, а стручна тешко се наоѓа, затоа што да, факт е дека како стручни лица премногу вложуваме во нашиот личен раст и развој, во наша индивидуална работа, во наши семинари, во наши работилници, во наши доедукации, значи само едукацијата за психотерапија огромни финанси се потребни да се заврши и реално не секој има време да го прави ова. Меѓутоа јас кога некако влегува во оваа професија имав многу голема визија дека не сакам да влезам конкретно да работам само со клиенти, туку сакам навистина на многу поголем број да им давам поддршка во Македонија, затоа што сметам дека во Македонија го немаме тоа, на балконот веќе тоа не е нешто ново, имам многу колеги, медиумите викаат многу психолози и психотерапевти низ телевизиите, не се толку многу вирални, не знам, да не звучам грубо, меѓутоа баш на рандом инфлуенсери, туку стручните лица им се инфлуенсери, односно таму е некако нормализирано тоа дека е во ред да стручното лице биде повеќе истакнато и да зборува и така натаму, и ова беше нека голема визија и мисија која што ја имав и која што најмногу ме држи секогаш кога ми паѓа мотивацијата или кога гледам дека одреден период немало доследност од моја страна. Понатаму оно што мене многу ме поддржува е тоа дека секогаш акцијата гледам да е мала. Кога не сум доследна, кога долго време ме нема, кога ми било многу тешко, не одам во кој знае каква епизода да снимам, доку снимам нешто кратко. Снимам тоа нешто кратко, некогаш знае да е многу долго, како на пример сега, веќе 19 минути снимам нешто кое што сум сакала да трае можеби 10 минути, но некако првиот чекор си го правам да е смешен, да е забавен, да е мал, да не е невозможен и наместо на пример, не знам, ќе снимам сега епизода од 1 сат, ќе си кажам окей, ќе снимам епизода од 5 минути, ќе видам што ќе излезе од тоа. Или, например, ако сакам да сум доследна за вежбање, наместо ќе вежбам цел час, не знам, ќе застанам на орбитраки, ќе вежбам 5 минути. И тоа окей. Значи, во тој момент едноставно отпорот да се
отпушта, се намалува и само знам дека денес сум се појавила за себе, тоа било 5 минути и тоа е сосема во ред. И тоа знам дека некогаш ќе биде саат и 5 минути, некогаш ќе биде 5 минути, некогаш 10 и ќе имам и некаков просек и некако на крајот на годината ќе биде оној момент на окей, ете останав доследна цела година и покрај тоа што не бев секој ден со all in или она буквално со цела моја енергија и сила. Понатаму, имам систем. Сега, не е одам само по волја, затоа што волјата може да се троши и така натаму, туку секогаш имам систем. И затоа препорачам секој да си има систем, а тоа е да си има одредено време во текот на денот кога го прави оно за кое што сака да биде доследен. Може да се користи некаква апликација, може да се користи обичен календар, може да се користи дневник, значи било што ќе те поддржува, меѓутоа да си имате систем, да овие работи ги правите некогаш во некое време кога навистина имате капацитет. За било која работа што сакате да останете доследни. Никогаш не ја ставајте затоа што некој кажал дека е идеално да се стави наутро. Например, вежбањето сите кажуваат идеално е да е наутро, веднаш по станувањето и така натаму, супер, можеби се надам ќе дојде еден таков период во мојот живот кога моето утро ќе може така да изгледа, јас да станам и додам да извежбам. Во овој период од мојот живот не изгледа тоа така, тоа можам да го правам само од кога ќе заспијат трите деца и сум сигурна дека 90% од времето, ако не се болни, нема да станат во тој период и јас можам да се опуштам и можам да тогаш вежбам, иако тоа не е можеби идеално, не е по не знам какви статистики и така натаму, вечерна рутина и слично, ама за мене во овој момент може да ми донесе доследност. И ова секогаш го кажувам, никогаш не гледате кој што како прави, секогаш гледате како вам на вашето време, на вашиот систем тоа ќе му одговара. На мојот систем, ноќната рутина секогаш одговара, утринската никогаш, во овој период од мојот живот. Секако, тоа е нешто што е менливо, што се променува, што зависи како, нели, целата таа динамика во која што се живее, меѓутоа доколку го имате овој систем, волјата не ви е потребна, буквално ќе може само да ќе ви премине навика работите што ги правите. Понатаму, ако е нешто кое што ви бара да биде секој ден, гледате да не прескокнувате повеќе од 2-3 дена. Сега ова конкретно за подкастот не значи, затоа што во овој подкаст не сум морала да секој ден да снимам и слично, меѓутоа, да речеме, кога станува збор за други работи, како работа, сепак сум предприемач, тоа значи дека морам сама да си ги ставам правилата кога и како да работам. Вежбање, прошетки, било каква грижа за физичкото, менталното здравје и така натаму, пишување на дневник, зависи нели во кој период што е потребно. Ако пропуштам повеќе од 2 дена, третиот ден веќе ми е тешко да се вратам, но ако пропуштам една недела, не ми е никогаш страшно, затоа што стојам и се враќам на првиот чекор, а тоа е зошто го правев ова и следната недела ќе бидам подоследна, односно ќе продолжам. Затоа што ако премногу време нешто не се прави, потоа мозокот легува во оној момент на па добро, па веќе не оди, па сега зошто да го правам тоа, па ќе не морам да го правам тоа. Ама само тој мајндсет е доволно да се смени. Си дадов одмор, одморот е нормален, правев пауза, да речеме повеќе од 2 дена или без разлика, и сега можам да се вратам полна со енергија и овој пат кога ќе се вратам ќе бидам многу подоследна. Тоа на пример доколку сте на диета, сте скокнале 3 дена или една недела, следната недела кога ќе се вратите може да биде само во наводници построга, едноставно да се надокнади тој одмор, но не да се исцрпи, но да се надокнади тој одмор кој што бил. И ова е нешто кое што, да речеме, тие кои што вежбате, го знаете. Откако ќе направи телото одмор, следните вежбања, односно после некое време не е дека паднала кондицијата, напротив имате дури многу поголема кондиција. Нешто понатаму кој што ми е многу важно е тоа празнување на сите победи и малите победи и идеално е да си се наградувате себе си, било каква награда, значи тоа може да е, не знам, повик со некој до да си купите нешто, да гледате некој филм, да изедете чоколада или не знам што, меѓутоа да си дадете баш направена награда, да се ослободите допамин и да си ја направите доследноста забавна. Значи, тоа празнување е многу важно. Еве конкретно за мојот подкаст, јас на секоја 10-та епизода нова која што излага си давам мал подарок на мене. Јас не сакам материјални работи, подароците кои што си ги давам секогаш се скоро духовни, меѓутоа сакам да си ги давам, сакам да си наоѓам нешто кое што некако си го овозможувам себе си и ако веќе се материјално, тогаш е некој влог во некаква нова едукација или нешто слично, каде што мене тоа ме радува многу. И што е нешто кое што многу ме одржува доследноста, тоа е да
споделам, односно да ја преземам одговорноста така што ќе кажам на некој, најчесто тоа некој пријател на кој што му верувам, што е оно што планирам да го направам. Не дека очекувам дека другата личност треба да ме мотивира или што ќе каже слично, меѓутоа ако е личност на која што ја верувам, многу често знам во процесот да ја кажам, се разочарав, сакам да се откажам, тешко ми оди слично, и другата личност скоро секогаш знае да ми е многу добра поддршка во процесот, затоа што знам и верувам дека не мораме се сами да правиме и дека е многу убаво кога другата личност знае да не мотивира. Па така, кога ќе споделам на пријателка како ми е, тешко ми оди, имам застој тука, доволно е само да ми рече во ред да бидеш во тој застој. Дозволи си да бидеш во застој. Тоа може би смешно звучи, меѓутоа самата таа дозвола, самото тоа дека некој ја видел таа моја тој мој презвик, таа моја бура во мене што се случува, мене ме враќа на тоа место, окей, ама јас си дадов ветување, јас му кажав на овој пријател му кажав, ме слушна, ме виде, не ме притиска и сега можам да продолжам напред, односно паднав, ама не се казнувам. Се враќам со едно сочувство кон себе си, затоа што тука е можеби клучното дека доследноста е мускул кој што се гради со време, каде што се менуваат оние делови во мајндсет, буквално во целиот мисловен склоп се менува, да сватиме дека целта која што ја имаме, за да ја направиме доследна, потребно ни е да вежбаме. Значи тоа не е нешто кое што ќе трае кратко, туку окей, дали јас ова можам да го правам доживотно или 10 години, 5 години и така натаму. И затоа било која промена да ја почнувате секогаш, прашајте си го тоа прашање, дали јас ова можам да го правам на долг рок, дали јас оваа диета можам да ја правам на долг рок, дали јас ова вежбање, оваа рутина можам да ја правам на долг рок. И тоа беше моментот зашто јас не одбрав подкаст кој што ќе биде видео, затоа што знам дека на долг рок немаше да можам тоа да го правам. Требаше да барам спонзорства, требаше да се замарам со камери, требаше да учам, требаше да се откажам дел од професијата за да продолжам. А на овој начин успеав да бидам доследна и покрај тоа што тоа не е огромната, големата цел која што сум ја направила, туку е нешто кое што е помало, можеби не толку многу задоволувачки колку што ми била првичната желба, но повторно целта е исполната. И нешто многу клучно тука е дека најуспешните луѓе не секогаш се оние кои што се најталентирани, не секогаш се оние кои што најмногу знаат, затоа што реалноста е дека знаењето доколку не се примени потполно ја губи моките и поентата, туку оние кои што се најтрудолюбиви и најдоследни. И ова е нешто кое што можеби оваа година некако ми беше најмногу во фокус, затоа што постојано некако гледав, истражував, работев, имав средби и баш некако полето така ми носеше приказни и туги и мои приказни кои што одново и одново ми докажува дека доследноста не е навика и дека талентот не е најважен, туку буквално доследноста е како една фундаментална сила што ни го обликува животот на најдлабоко ниво и дека секогаш оној кој што најмногу се труди е оној кој што најмногу добива. Секако, не да удираме со глава во зид, во смисол труди, кога кажам оној што најмногу се труди, е оној кој што се труди да се едуцира, кој што се труди да најде подобар начин, кој што станува доследен, а тоа значи дека ќе си простува брзо, ќе продолжува брзо, ќе пробува, ќе падне многу пати и баш има една кратка, можеби малку досадна, меѓутоа многу вредна, а тоа е ако никогаш не пробаш, никогаш нема ни да успееш и реалноста е дека сите оние кои што успеале многу пати паднале. И затоа ми е тука важно е некако да ви споделам за 2026 година, кога ќе ја почнувате, да не заборавите дека не ви требаат стотици резолуции, не ви требаат ни 10 резолуции, буквално ви е потребна една работа, што ќе си преземете одговорност да ја правите секој ден во 2026 година. Само една. Не знам, например, секој ден ќе направам едно мало нешто што, да речеме, ќе ме поддржи во моето здравје. Може да е ментално здравје, може да е физичко здравје, може да е целокупно здравје, може тоа да биде 1 минута свесно ќе дишам, 3 благодарности ќе напишам, 100 метри ќе прошетам, една страна од книга ќе прочитам, една порака до некој што го сакам ќе ја испратам, една страна од книгата што сакам да ја напишам, една епизода од
серијата што ме расположува што ќе ја гледам или 10 минути забава кој што ќе си ги дадам без разлика што е оно за кое што сакате да останете доследни, или една лекција од едукацијата која што имам запишано, која што сакам да ја завршам. Не е важно. Најди го твоето едно и пробај да не се буквално 10-100 резолуции, туку да е едно вредно, нешто кое што ќе ти ги оформи сите 36-5 дена и ќе имаш еден доказ дека можеш да се потпреш на себе си. И да јас верувам некаде дека веќе на првото 3 месеци ти ќе сватиш дека можеш и повеќе од таа една и дека реалноста е дека после 90 дена ти ќе можеш да имаш некој друг приоритет и друг, но никогаш немој да заборавиш дека доследноста не е да се биде совршен, туку да станеш личност на која што можеш да ја веруваш. А кога ти ќе си веруваш сама себе и другите ќе ти веруваат. И затоа еве сега се ближи 1 јануари, не секогаш баре мотивација. Нацртај си иксови или штиклирање во твојот календар, имаш доволно денови кои што можеш тоа да го правиш. Не заборавај дека светот не го менуваат гениалците, туку го менуваат луѓето што се појавуваат, затоа што гениалност, односно талентот е како дијамант изведен од земја, доколку не се избруси, доколку не се исполира, тој ќе биде само обичен јаглен. И некако за крај, затоа што секогаш така некога кога имам јубилеј, сакам да споделам некои подлабоки, можеби мудрости кои што ми ја означиле годината или периодот кој што поминал. Би сакала да споделам со вас, тоа е првата дека доследноста гради една внатрешна доверба што никој не може да ти одземе. Да, кога бев дете, знаев чисто да се откажувам од било каков тренинг, ќе се запишав на еден спорт, па не ми оди после некое време, па ќе се откажам, па ќе се запишам на друг, па не ми оди, па ќе се откажам, па ќе се запишам на некаква инструмент да свирам, па ќе се откажам, па ќе се запишам на некаква едукација и ќе се откажам. И доста често кога растев, мислев дека сум некој кој што се откажува од сите работи и дека не успева. Меѓутоа, со годините, со зрелоста, со искуството животно, сватив дека сум се откажувала од работите кои што не биле за мене. И дека всушност далеко од тоа дека сум била некој кој што не е доследен, туку напротив сум била доследна на себе си и на оно кое што ме радува. Овој подкаст е една од тие доследности кои што мене ми е многу значајна, а не е дека е само ова, на многу места сум, меѓутоа ова е нешто кое што е доста видливо за вас. И таа доверба која што се гради е нешто што не може никој да ја одземе. Не може никој сега да ми каже нешто дека не е така, не може никој да ми ја разниша сликата која што веќе имам направено за себе си, затоа што имам доволно во наводници или докази кои што сама сум ги направила. И затоа секој ден кога се појавуваш за нешто што си го ветел, дури да е мало, како 5 минути, не знам, дишење, пишување дневник, прошетка мала, една страна од книга и така натаму, не само што мозокот ослободува и допамини, серотонин и има невронски патишта кои што се градат, меѓутоа тука доаѓа едно многу клучно и главно верување, а тоа е јас сум личност на која што можам да се потпрам. И ова не е површна самодоверба, која што е базирана на надворешна пофалба или било кој што ќе ти каже од страна, туку е длабока внатрешна сигурност која што буквално ќе те заштити и од сегашни, меѓутоа и од идни кризи. И замисли, колку работи може да се случаат, се случи пандемија, економски турбуленции, загуби, луѓето без доследност најчесто се распаѓаат затоа што никогаш не си докажале дека можат да издржат. Во најтешките месеци се држав за доследност, еве конкретно во снимање на епизоди, во работа, во многу работи кои што мене ми се важни и приоритетни, не затоа што било лесно, туку затоа што сакав да си докажам и сакав да бидам тука и за себе, меѓутоа и за другите. Доследните луѓе ќе баш она ќе го нагласам ова, има 45% повисока резистенција на стрес, затоа што самодовербата е вградена, а не е зависна од околностите. И затоа без доследност животот е како баш на куќа од песок, значи може да изгледа стабилна, меѓутоа првиот бран веднаш може да ја сруши. Меѓутоа со доследност стануваш карпа која што не е баш така лесно да се скруши. И ова е нешто што ќе ти даде и слобода и да ризикуваш, и да љубиш длабоко, и да живееш автентично, знаејќи буквално дека ти си својот најдобар сојузник.
И мислам дека и од тоа место ја имав самоуверено направено работилницата, затоа што ми беше многу значајно да им споделам на жените дека самодовербата не е нешто со кое што баш она се раѓаме и дека го имаме, туку е нешто кое што се гради и нешто кое што се гради однова и однова и однова и всушност потребни ни се во наводници многу докази и многу добро спознавање на себе си за да можеме да се потпреме на старите искуства кои што се добри, а доколку ги немаме да почнеме да ги градиме со поддршка, со баш она со доследност, со насока, со луѓе околу нас, со блиските околу нас. И дури ако ги немаме блиските околу нас, тоа може да бидат книги, тоа може да бидат ментори, тоа може да бидат ваков тип на подкасти, меѓутоа да одиме напред и да си направиме нови докази за тоа колку ние всушност кои сме и што се можеме. Другото нешто кое што ми е важно е поврзано со доследноста, како поука е тоа да споделам дека доследноста е таа која што повеќето со нешта ги претвара во реалност, најчесто преку една камата на мали акции, односно јас гледам на доследноста и како инвестиција во банка. Значи мали дневни влогови што растат експоненцијално буквално со времето. Не е тоа магија, тоа е буквално животна математика. Значи 1% подобрување секој ден води кон нели колку подобри резултати за 365 дена и ова е нешто што ми е многу важно, затоа што со ништата не се остваруваат со некои големи нагли скокови кои што многу често ретко траат, туку баш оно со мали акции кои што акумулираат моќ и на долг рок ни носат баш онаа камата и ни досад многу вредност и без доследност остануваме во еден ден ќе го направам тоа и тоа и така животот продолжува и поминува во чекање, меѓутоа ако влеземе подлабоко, а ева конкретно во мојот пат со подкастот, првите епизоди 20 особено беа борба, немаше малку слушатели, можеби првите неколку епизоди се и најслушани ден денес, меѓутоа имав помалку фидбек, немав некои нови луѓе кои што доаѓаа на профилот, тоа беа сите веќе кои што ме следеле, ме слушале на Инстаграм и така натаму, но следните беа многу подобри, затоа што од 700 слушатели на почетокот дошле до 3000 слушатели кои што се редовни со текот на времето, затоа што секоја епизода имаше некаков след и секоја претходна имаше нешто, нели, нешто повеќе и различни теми и повеќе теми и почна да се препраки, дојдоа нови луѓе на профилот и баш буквално тоа може да се забележи кога еден ќе препрати, најнаш има 5 нови, 10 нови, 15 нови, зависи од кој извор, затоа што секој на секого ќе препраќа и така полека и расте. И тоа е таа камата што ја споделувам во банка, затоа што доследните луѓе секогаш постигнуваат 3 пати повеќе, значи долгорочни цели отколку талентираните, но нестабилни. И ова ми е многу важно, и затоа менталното здравје е толку важно, и затоа личната моќ е толку важна, и затоа одговорноста е толку многу важна, и затоа таа работа на себе е толку многу важна. Ти можеш да го имаш најдобриот талент, најмногу знаење на светот, најдобар да си, не знам, и психотерапевти, економисти, не знам, математичар и пеач, и мислам буквално сите професии кои што може да постојат, но доколку ти не знаеш да се држиш себе, да се водиш себе, да бидеш во склад со себе, да останеш доследен, да бидеш трудолюбив, да го правиш оно кое што сакаш да го направиш, се е џабе, се паѓа во вода, односно нема да го имаш тој скок и тој успех кој што ќе го има некој кој што можеби многу помалку знае од тебе, можеби многу помалку има, помал талент има, но секој ден доследно се појавува. И истото важи во односите, малку љубов секој ден буквално гради доверба што трае децении и тоа е нешто што е многу важно во било кој однос, значи дали партнерски, дали во кариерата и така натаму, значи малку учење секој дневно може да те направи експерт, а не кампањски, нели да седнеш и најдеш премногу и да немаш ни капацитет, ни одмор, ни простор кога истото да го споделиш со другите. И реалноста е дека без доследност со ништата се илузија, но со доследност тие стануваат твоја реалност. И ова е нешто кое што многу сакам да ви го споделам, затоа што уште во 2020 година имав многу големи планови кои што јас конечно успеав да ги некако да ги реализирам дури сега, не сама, со помош, со поддршка, имав и во наводници притисок, позитивен притисок во смисол да ме потурнат, да ме поддржат луѓе околу мене,
на секаков начин, значи и на финансиски и на емотивен начин, значи буквално на секаков начин поддршка кои што биле околу мене да ме поддржат и да ме ја поддржат ова цел која што сум имала, која што дури сега после полни, значи 5 години се исполнува. И конечно стојам на тоа место поддржана, но има еден друг момент, а тоа е дека јас сум останала доследна со мали акции, тие можеби не биле нели вака големи, за сега таа цел да може навистина да го има плодот. Затоа што ако го вратам назад времето, најверојатно доколку ја реализирав, да речеме во 2021 година, немаше да имам толков успех како што сега го доживувам дека го имам, бидејќи го немам искуството и го немам сите онаа позадина која што сум ја градала во меѓувреме. И не заборавај дека баш на таа доследност ќе те ослободи од стравот од неуспех, затоа што времето во тој случај е на твоја страна. И третата, можеби и не помалку важна, а тоа е дека доследноста е клучот за внатрешниот мир, бидејќи многу често те ослободува од хаосот на околностите, меѓутоа и на емоциите. Значи, на едно подлабоко ниво, доследноста е како терапија за душата, затоа што ти создава структура во хаосот на животот, ти ја намалува анксиозноста и депресијата, немаш притисок, не правиш премногу работи наеднаш, немаш она кампањски еднаш многу, еднаш многу, него малку по малку имаш доволно простор и време и да се исцелиш, и да имаш лоши денови и така натаму, затоа што реално дека животот светов е непредвидлив, значи многу непредвидлив, и доследноста е таа што ти дава контрола не над надворешното, не може надворешното секогаш скоро ништо не може да се контролира, туку баш на внатрешното. И јас вака си го замислувам тоа како брод приготвен и во бура. Значи не може нели да испловиш затоа што те чува како котва буквално, и секој ден една акција мала те држи приземјен. Во мои тешки периоди, реалноста е дека доследноста, еве конкретно во снимањето, ми била и спас. Не ми донеле ни пари, ни слава, ни нешто, но ми давала смисла. Еве конкретно многу често некои од епизодите ми доаѓале после бурни периоди и големи увиди, и самото тоа кога ќе ја снимам епизодата, мене ми доаѓало како завршница на некоја моја, односно на некој мој длабок процес кој што сум го работела и јас на терапија, сум го комуницирала, сум го дискутирала со пријателки, со партнерот, со ментор или со било кој, значи некои големи процеси кои што во моментот кога ќе застанам и ќе ги снимам, не само што им давам дар на другите кои што слушаат, туку на некој начин и мене ми даваат смисла, окей? Еве зошто поминав за низ тоа што поминав. Колку и тоа понекогаш да е смешно од страна, многу леснителна околност е кога понекогаш веруваш дека и лошите работи се случуваат со некоја причина. Ете, за мене сметам дека многу голем дел од кризите кои што ги минувам понекогаш, барем така мене ми драго да се верувам дека ги минувам за да можам и подобро да ги разбирам другите и да можам да ги надминем и да не сум само гаталец, туку да бидам и паталец. Повеќето студии и истражувања покажуваат баш дека и оние рутините, доследните рутини го намалуваат стресот, и затоа и за дечињата многу често се препорачува нели да имаат рутина, да знаат што следи, затоа и еве во градинките, во училиштата, нели постои една рутина која што се следи, детето знае што е она кој што може нели да го предвиди што ќе следува, и автоматски тоа го намалува кортизолот, односно хормонот на стрес, и тоа значително многу, и самото тоа носи едно чувство на мир и спокој. Значи без доследност животот може да биде реакција на емоции, буквално да биде многу хаотичен и исцрпувачки, а кога ја имаш, на некој начин си владаеш со својот свет. Значи можеш да се справиш со загуби, да градиш односи, да растеш духовно, и затоа доследноста не те менува само надворешно, затоа што нели понекогаш некои надворешни работи ги правиме и сме доследни за надворешниот изглед, туку лечи од внатре. Ти дава мир што никој, ама буквално никој не може да ти го одземе. Ова не се некои теоретски лекции кои што ви ги пренесувам, ова се некои работи кои што сум ги живеела и ги живеам, и можеби најмногу некако ми дојдоа баш во 2025 година, и затоа и оваа 100-та епизода ја посветив на доследноста, бидејќи имаше долг период кога смислев дека не сум доследна, дека ме нема, дека мајчинството си го зеде својот да кажам, си го зеде своето, каде што морав да бидам отсутна
во 3 години 2 пати, нели, на породилно по доста подолг период и самото тоа дека се мали децата морав да бидам отсутна, но оно што го сватив е дека никогаш не бев целосно отсутна и тоа е нешто кое што само јас најверојатно си го така во моментот доживеав, затоа што можеби бев некаде ми беше нормализирана поредовна доследност, но сватив дека никогаш не сум се откажала од доследноста која што можеби не е редовно нешто, но е постојано и е присутно и е тука и го мислам и го живеам. И се надевам дека овие лекции ќе ти бидат поддршка во 2026 година и дека ќе биде твоја година кога ќе можеш да си влезеш во својата моќ и кога ќе можеш да бидеш ти доследна на оние работи кои што тебе ти се важни и ти се значајни. И повторно ќе кажам, немој да мислиш дека треба да бидеш гениалец за да бидеш успешна, среќна, да имаш квалитетен живот, да имаш да остваруваш големи цели и соништа. Доволно е да бидеш трудолюбива и знаењето, односно оно кое што го учиш, да знаеш да го примениш. Ти благодарам што остана до крај на оваа епизода. Мене е многу драга, многу лична, многу значајна и уште еднаш ќе кажам, ова за мене е едно голема прослава, меѓутоа се надавам дека е прослава и за тебе, затоа што и ти си останала или останал доследен да слушаш заедно со мене 100 епизоди.